линк повторно за една група која што мене ми омилена. Станува збор за дечињата. Дечињата од Меѓаши кои што се радуваат на светилките како и сите други деца, се радуваат на новогодишните украси, меѓутоа желбата на сите деца е пред се да имаат топол дом, да бидат среќни во тој дом и да бидат обкружени со љубов. Ние сме на терен да видиме еве во услови на пандемија како се чувствуваат овие дечиња кои што за жал повторно ќе кажам ги немаат сите овие услови како останатите деца, па од тие причини со ова топло вклучување токму од таму, сакам да им порачам на граѓаните дека ниеден украс и ниедна играчка не може да биде доволна ако некое дете има тажно лиценце. Верче, повели. Елена, добро утро, поздрав до тебе, до твојата гостинка, поздрав и за нашите гледачи кои ја следат утринската програма на телевизија Сител, ја сакам Македонија, токму така. Ова вклучување во живо ќе биде посветено на најмалите и најмилите, на дечињата, поконкретно на дечињата од Меѓаш и првата детска амбасада во светот. Како што каже и ти, изминатиот период навистина беше актуелна темата околу она украсување, дали да се украсува градот или не, општините низ за Македонија, или оние средства да се пренаменат во други цели, односно од погодените од кризата, од пандемијата со COVID-19. Токму затоа и луѓето од оваа организација, од првата детска амбасада Меѓаш, велат дека на дечињата им е потребна и радост и среќа, потребно им е се она што ќе ги направи навистина среќни и задоволни, меѓутоа она радост и среќа која што ја нудат светилките и украсите е само краткотрајна во замена за нивната долготрајна удобност. Како тие се соочуваат со кризата со пандемијата со COVID-19, како се чувствуваат, како работи првата детска амбасада Меѓаши, ќе позборуваме утрово со нивниот представник Ана Битолјану и тоа овде од градскиот парк, затоа што како што мојата соговорничка вели, ова е навистина време на криза, сите се соочуваме со најразлични ситуации на своите работни места, па не беше возможно да го направиме тоа од нивните простори. Ана, добро утро и добро ни дојде во Ја сакам Македонија. Добро утро, ви благодарам на поканата. Како што кажав и во самата најава, некако поттикни беше на некој начин отворено писмо или одговор на неколку прашања од страна на новинар во поглед на тоа како вие гледате на целата оваа ситуација околу тоа зашто и каде ни се потребни парите и што всушност ги радува дечињата. Ана, каква е состојбата изминативе месеци во првата детска амбасада Меѓаш и како се соочувате со кризата со пандемијата со COVID-19? Како работи оваа организација, колку се чувствува кризата дека е тука меѓу нас веќе со месеци и како всушност се чувствуваат децата општо од целата оваа ситуација? Пред да одговорам на прашањето, само би сакала да потенцирам дека дечињата на Меѓаши се впрочем сите деца во светот, дека таа заложба и интерес да бидат вклучени и да се работи на подобрување на условите и на возможување на нивните потреби е глобално, не постоја можност на некакви по-тесни поделби. Како и сите, по првичната затеченост успеавме релативно брзо, да не кажам доста брзо, да се преструктурираме и да започнеме со работа, особено во однос на промена на активности и на некаква изнаоѓање што е потребно на целните групи кои што работиме. Работиме од директна помош и хуманитарна помош до подршка на наставниците во средните училишта, така да лепезата е широка. Истовремено, еден добар дел од нашите нови активности кои што ги воспоставивме одеше кон она што се тековните реални потреби на различни групи луѓе. Така да изненадувачки никој не би рекол, да кажеме, минатата година дека ќе се бавиме со набавка и дистрибуирање на маски и безбедоносна опрема за вработените во болниците таму кај што нема, односно пред се на детските одели. Од активностите што вообичаено течеа како што е директна помош во храна или алешта на сиромашните групи луѓе, таа исто така бараше начин нова форма да се смени, да ги биде запазени сите безбедоносни мерки, а истовремено да може да се дистрибуира. Така да негде балансот е помеѓу пронаоѓањето како да се заштитиме и себе си и другите, а истовремено да можеме да бидеме од помош. Не сме единствени кои што се со сознанија дека времињата се тешки, невообичаени, не може да се работи на начини на кои што претходно сме знаели или сме научени. Меѓутоа исто така постои огромна волја и потенцијал да се вади најдоброто што може од оваа ситуација. Просто да се види што функционира, како може да се подобри тоа, да учиме едни од други
и активностите кои што ги правиме да можат да продолжат да течат. Никој од нас не може да направи пауза и да каже сега ќе се чека додека потполно се нормализира, него учиме во ова функционира, потребно и понатаму, ќе го смениме, ќе го направиме. При тоа, исто така мора да се има постојано на ум дека младите се и децата на најпогодени, впрочем. Целиот свет е сменет, а тие го немаат ниту искуството, ниту имаат капацитети самите да се справат со начините на промените на живот, а при тоа живеат со родители кои што се или загрижени, или уплашени, или на економски удар, со можност да има подолготрајни последици врз нив. Кои се оние долготрајни последици по децата во однос на целата оваа ситуација изминатиот период? Вие покажавте повеќе извештаи и направивте повеќе истражувања изминатиот период. Во што се всушност оваа ситуација и како влијаеше врз децата? Не можеме се уште да знаеме колку ќе бидат и колку ќе големи последиците, затоа што се уште поминуваме низ фаза на она што се вика изместен начин на живење и некакво севкупно погодување на животот. Меѓутоа јасно е дека отсуствува како градинка за најмалите, така образование за децата или примаат онлайн образование за кое што не бевме ни доволно спремни, ниту се уште колку год да се подобрува не е добро. На тинеџерите им недостасува социјалниот момент на дружење во период од живот кога им е најпотребно да бидат со пријателите, тоа е невозможено, и се гледа на тие дружења како на закана, односно се повикуваат на одговорност во релативно рана возраст, кога би требало кај нив да биде присутен бунтот и кршењето на правила, наспроти почитувањето, поддршката и така натаму. Така да ќе видиме што на крај ќе искочи како последици, а впрочем тоа е важно да се осознае за да знаеме како после тоа дополнително да работиме колку толку да може да се санираат. Пак викам да извадиме она што е најдобро од дадената ситуација. Велите онлайн образованието во овој период навистина како што кажавте и сега можеби не беше подготвено такво како што требаше всушност да биде и да функционира. Голем дел велите од децата немаа пристап до истото. Какви се бројките во однос на другите нуспојави, да ги наречеме, или појави кои што веќе беа присутни? Оваа ситуација само ги влоши во однос на децата кои што питачат на улица. Се зголеми ли таа бројка, се зголеми ли бројката на врсничко насилство, на семено насилство? Сегде се очекуваме пораст на бројките, односно некаде тие и се потврдени. Околу онлайн наставата, како што спомнавте, ние се уште имаме деца кои што немаат уреди на кои што можат да пратат настава или немаат обезбедено интернет. Меѓутоа е вклучена и во една активност која што е доставување на стари уреди функционални до децата во разни краишта од Македонија. Имаме и ситуации во кои децата немаат струја дома, треба да пратат настава. Меѓутоа, добро е да се откриваат и да се биде во контакт сите релевантни чинители за да тоа може што побрзо да се реагира. Понатаму ние се соочуваме се уште и ќе расте сиромаштијата која што ги удира децата. Ако и претходно сме имале голем број на деца кои што се сиромашни или деца кои што питачат или се на улица и така натаму, во услови на економска криза за очекување е дека ситуацијата ќе биде уште подрастична. При тоа се плашиме дека тие и претходно не беа видливи и не беа толку интерес, дека сега дополнително, бавејќи се што со директен одговор на кризата, што со политички прашања уште толку ќе станат невидливи. А при тоа и да не го забораваме, например, загадувањето, кое што никако не се решава, кое ние сакаме да кажеме цинично умирање на раци. Ние не сме свесни и не е вирус, и не е нешто што удира моментално, меѓутоа долгорочни последици како на децата, така и возрастните, и тоа перманентно се премолчува и се прифаќа дека ево ред Скопје да биде или било кој друг од Македонија меѓу најзагадените во светот редовно. Ана, велите кога се случи целата оваа ситуација која што сите не изненади на некој начин, се преструктуриравте, направивте преорганизација за да може нели да функционирате, да обезбедите се она што како што велите не ни бевте свесни дека некогаш ќе треба да го обезбедувате. Се направивте, поделивте во групи, работите повеќе од дома затоа што не бевте ни вие како што велите имуни на вирусот, дел од вработените како што ми кажавте и секако дека се заразија со COVID-19, затоа и не успеавме ова да го реализираме
реализираме од вашите простори за ваша и наша безбедност и заштита. Дури денеска ми се чини да најавиме ќе имате едно Zoom ми се чини вклучување со вашите вработени со пресконференција на која што ќе кажете што е ново имплементирано извештај и некоја нова стратегија или што е она што го планирате или што веќе го направивте. Како успевате да функционирате со работа од дома во една ваква институција и нешто повеќе за она што ќе се случува утрово? Ќе биде пресконференција околу алтернативниот извештај за детски права подготвен од невладините организации. Секој пат е интересно да се види како официјалните извештаи и како алтернативните во која корелација се. Односно, државните секој пат има тенденција да ги прикажат подобри условите кои што се, додека невладините се трудат пореално да добијат поширока слика на она што е на теренот. И дотолку е поголема вредноста на тој тип на вложен труд и заедничка соработка во нив. Инаку, работиме најголем дел од дома, се трудиме да бидеме одговорни и во однос на групирањето, и во однос на заштита на себе си, но и заштита на другите, и тоа е некоја порака што сакаме како организација исто да ја испратиме, дека може да се работи и понатаму и дека покрај сите притисоци кои што онлайн работењето или работењето од дома ги ставаат, дека е возможно и дека е добро да се гледа на нив како на различни можности. Например, никогаш со некои луѓе не би можеле да соработуваме кои што се насекаде по светов, да не беше ваква ситуацијата. Да не сме фокусирани само на она што е негативно. Јасно е дека е негативно и дека не погодува и дека е тешко. Да видиме од каде можеме да трпиме енергија и поттик да направиме нешто добро во овие рамки, во овие чевли во кои што сме. Што е оно што можеби би сакале како порака да го пренесете до граѓаните? Што е оно што би можеле би сакале на некој начин како апел да го прикажете за сите оние кои што би требало да го знаат и да бидат свесни за истото? Можеби до сите деца, како што велите, од целиот свет. И еден апел малку да ги посетиме граѓаните за вашите новогодишни честитки, со кои што на некој начин тие всушност донираат онаму каде што е потребно. Ви благодарам за ова. Да, секоја година произведуваме честитки од кои што после тоа ги финансираме активностите кои што не се покриени по проекти. Се обидуваме да не работиме само она за што можеме да најдеме пари, него сами да наоѓаме начини, впрочем, да можеме да изведуваме активности кои сметаме дека се важни, а не се покриени. И од тој аспект купувањето на честитките доста ни значи. Што се однесува до пораките, би сакале да се поддржуваме едни со други и да бидеме одговорни и лично и општествено, а пред се да се гледаме, да ги гледаме другите и да бидеме нежни кон децата некаде. Ова не се лесни времења и да не забораваме дека и нешто што е некажано или нешто што е премолчено не значи дека не треба да биде видено. Просто да се грижиме едни за други. Покрај сите политички прашања, превирања покрај оваа криза и да се достигне до она точна и добра, она одлична вакцина и да се победи COVID-19, дали се децата најважни во целата оваа ситуација? Би рекла да, и би рекла дека ова е истовремено лекција како ќе учиме нив со кризите кога они ќе бидат возрастни како ќе се справуваат. Оно што ќе го понудиме како личен пример и како однос и реакција на криза е оно што може да биде темел за нив да понатаму. И поврзано со новата година, тука негде ни беше реакцијата. Не треба да се украде новата година од децата, апсолутно. Меѓутоа со децата ако се разговара, поголем дел од децата се свесни и спремни да дадат нешто од својата удобност или оно што на нив им значи нова година за друго дете кое што нема. Благодарам, Ана, што бевте дел од Ја сакам Македонија. И вам секако ви благодарам. Се надевам дека навистина беше ова една лекција, едно мало четиво со кое што ќе можеби ќе сватевте за што станува збори, дека децата секако дека ни се најважни. Се надевам дека понатаму ќе се трудиме да се грижиме за нив, да ги чуваме затоа што на нив, на младите, на децата останува овој свет. Верже ти благодариме за овој разговор, секако и тебе и на твојата соговорничка. Се надам дека ги допревме и овие теми во денешното лиговско јавување.